Значи, ние со овој амандман бараме околу 60 милиони денари, или тоа е околу 1 милион евра, за да се санира Кочанската депонија, која што доскоро го труеше Кочани со канцероген чад, повеќе веќе од 2 години. Значи, зашто всушност тука се работи? Коренот на проблемот не е во Кочани, коренот на проблемот е во проектот помеѓу македонската влада и Европската унија, мислам дека околу 2016 година, со кој што треба сите локални депонии кои што ги имаме, значи општински и диви, да се сведат на 7-8 регионални депонии, тоа не само регионални депонии, туку тоа треба да бидат фабрики за преработка на отпад, регионални, со кои што ќе се реши проблемот со депониите во Македонија кој што ги имаме, кој што е голем. Сега, прво од тие требаше да биде регионалната депонија или регионалната фабрика за преработка на отпад во Свети Николе кај местото Мечкоевци. И сега тука имаме проблем дека тој проект, земени се пари од ЕУ, тој проект мислам дека околу 35 милиона евра чини, земени се пари од ЕУ, но проектот практично не е ни започнат. Јас баш читав сега скоро, мислам дека Министерството за животна средина има пуштено тендер. Тоа е затоа што Министерството за животна средина ги има одземено ингеренциите на Советот на Свети Николе. И сега, за да се фингира дека ние наводно нешто правиме тука од државата, дека наводно нешто проектот иде напред, општините Виница, Чешиново, Облешево и Зрновци ги затвараат своите локални депонии, значи се работи за кај Виница местноста Чучуланец, кај Чешиново, Облешево, Букински дол и кај Зрновци Средовек. Тие ги затвараат своите локални депонии и сметот привремено го депонираат на депонијата во Кочани. Депонијата во Кочани е раководена од јавното предпријатие Водовод. Моментално на градоначалник на Кочани е Љупчо Папазов. Љупчо Папазов, истиот тој Љупчо Папазов, предходно го има раководено предпријатието во 2 мандати. Значи тоа предпријатие е руинирано, тоа предпријатие ја нема соодветната механизација или таа што има е стара. И тоа предпријатие нема ни финансиски извештаи, ја баш проверував, не постира финансиски извештаи. Сега, тоа предпријатие не може да се справи ни со ѓубрето од Кочани, а камоли од Кочани плюс 3 општини. И што се случува? Од 19 јули 2021 имаме одлука на влада со која што сите тие 3 општини депонираат ѓубре во Кочанско и од тогаш практично Кочанската депонија гори, а меѓу кочанчани шпекулацијата е дека затоа што предпријатието нема соодветни машини да го третира ѓубрето намерно се пали, за да изгори, да се направи простор и потоа врз него се истура ново ѓубре. Ѓубрето гори, значи, буквално од негде јули и јуни 2021 година, за ситуацијата да ескалира крајот на минатиот месец. Значи, тоа е викендот 26 и 27, дали се содал некој джеп од метан или нешто, се слуша малте некоја експлозија во Кочанско, се шири масовно пожарот и ситуацијата ескалира до ниво на неиздржливост. И затоа на 28 октомври, значи од понеделникот после таа хаварија која што се има случајно на Кочанската депонија, кочанчани излегуваат, го блокираат регионалниот пат кој што води, значи тоа е кај село Бели, кој што води до депонијата и не дозволуваат ниеден да не се депонира отпад од ниедна општина и поставуваат 4 барања. Прво е да се отповика одлуката на влада од 19 јули 2021 година со која што плюс 3 општини фрлаат ѓубре на депонијата во Кочани. Тоа и ден денеска не е направено. Таа одлука е од времето на СДСМ, но уште од времето на СДСМ кога е донесена, локалната власт на ВМРО ДПМН има излезено против таа одлука и сега јас ги повикувам кога се централно на власт таа одлука да ја повлече. Тоа уште не е направено. Понатаму бараат да се огради депонијата, да се постават камери и да има соодветна чуварска служба за да не се пали понатаму депонијата. Во моментов, тоест не во моментов само делумно од тие барања се мислам делумно, не се ни делумно, туку се ради реда нешто е почнато, колку да се амортизира гневот на жителите. Ограда, почнато е да се поставува ограда на патот кон Пониква, ама тоа се работи за само неколку десетици метри. Камери има 2, кој што се, мислам, тоа е смешно, повеќе луѓе се зафркаваат, повеќе имате во Кафуле имате камери за надгледување, него што имате на 4 хектари депонија, мислам дека. Чуварска служба има 3-4 од јавното предпријатие кој што се менува, значи ни чуварската служба не е соодветна. И сега,
на седница на Советот на 13 ноември е донесена одлука со која што се забранува да се депонира ѓубре во Кочанската депонија од други општини, освен од Кочани. Тука едногласно е таа одлука изгласана, значи и под притисок на јавноста. На некој начин сега доаѓа локалната власт на ВМРО-ДПМНЕ во колизија со централната власт, затоа што повторувам одлуката на владата на СДСМ да се депонира отпад од 4 општини во една општина во Кочани не е донесен. Бидејќи јавното предпријатие Водовод е руинирано, пак ќе повторам, значи тие немаат машини кочанското ѓубре да го теретат, не па да ги теретат 4 општини. Јас побарав околу 1 милион евра со кој што треба соодветна ограда да се изгради, да се стават камери колку што треба, значи за да се надгледува како што треба и да се обезбеди соодветна чуварска служба. Дека проблемот не е решен, кажува и фактот дека треба да има надзорен одбор, еден вид, составен од 2 советника и 5 луѓе од тој одбор на луѓето кои што беа на блокадата, за да се надгледува целиот процес. Луѓето од 13 ноември се повлечени фактички од блокадата, но имаат оставено стражи да гледаат камионите кои што влегуваат, дали се само со кочански таблици. Сега за сега тоа се почитува, но не знаеме до кога. Во секој случај останатите барања не се исполнети и бидејќи, пак ќе повторам, јавното предпријатие Водовод нема услови ни да ги исполни, дури и да сака, јас ги барам овие 1 милион евра за конечно да се реши проблемот со депонијата во Кочани. Ви благодарам.